Предизвикот секако представува едно големо задоволство поради еден ваков проект регионален за прв пат се одвива не во Македонија, него и пошироко, така што се надевам дека сите различности и сличности на овој проект на сите држави кои се во кој степен на развиток во оваа област ќе ги третираме и веројатно успехот ќе биде на крај за сите негде по-унапредени, негде али поносна Република Косово. Верувам дека ова ќе биде еден голем предизвик поради познавајќи ја ситуацијата дека на најмладите држави, најновите држави во Европа, така што и во оваа област ги прави првите чекови, иако што другите држави сигурно дека се повеќе унапредени во оваа сфера, така што Косово имаше една потреба доста суштинска во оваа сфера, така што се надевам дека успехот ќе биде присутен. Не е широка ова простор, пошто тие земји се со кола може човекот за 2-3 сати, највеќе 5-6 сати, така што ние долго време што се бавиме со ова област, веќе се знаеме со сите тие чинители што се бават со ова област, така што ние сме биле и сме во контакт директно, без обзир дали е ова проект, али овој проект ни дојде баш во време кога таа соработката ни беше најповеќе. Како што ви спомнав дека Косово е една земја која веројатно изостанува во оваа област од другите држави, ги прави првите чекори. Ние во овој проект направивме еден чекор, Коша, во соработка со Моша и Јоша. Во јули месец ние одржавме една обука на 2 комисии, кои едната комисија е за полагање на стручен испит, за создавање на таков кадар кој изостанува во Косово, а тие се стручните лица, и тоа значи кадар кој е членови од Министерството за труд и социјална политика и од Државниот инспекторат за труд, кој ги дадов и спремивме предходно во еден друг проект целата легислатива понос на ова област, така што имавме една добра соработка и наравно дека со таа обука Коша успее во соработка, како што исполнав со Моша и Још, да ги обучиме двете тие комисии, члени на тие две комисии, како што спомнав, едната комисија за полагање на стручните испити и другата за утврдување на условите за овластување на тие стручни комисии кои ќе дават овластување на сите компании кои барат да се овластуваат како стручни лица кои ќе работат од областта на безбедност и здравје државата. Европското законодавство кое има два основни, да ги наречем, документи, односно правилници, тие се директиви, која се едната директива е за утврдување на минималните барања по однос на химиските субстанции, другата е за канцерогени субстанции, така што постои подлога за еден таков опфат во оваа насока, во оваа кампања, а наравно дека во Косово веќе се изготвуваат, има еден проект што е во фаза на одвивање. Проектот се вика хармонизација на европското законодавство со националното законодавство со европското законодавство, дека ги мислиме дека до ината година ќе бидат овие два акта, ќе бидат освоени и наравно врз основа на
implementacija novih dokumenti, ќе гледаме насока на спроведување на да наречем акција која ќе придонесе за утврдување, иако што и во регионот и кај нас има на слабите карики е тоа евиденцијата, односно професионалните заболувања од овие субстанции, така што со помош на одредени држави кои имаат повеќе искуство во оваа насока, ќе настојаме дека и во оваа кампања да го даваме нашиот придобес, што е предвидено со стратегијата.